Денес е Велики петок, ден на жалост во христијанството, но овој ден во првиот век од нашата ера Исус бил уапсен, измачуван и осуден од страна на Понте и Пилат на смрт со распнување на крст. На самиот ден се врши погребение на распнатиот наш Спасител Господ Исус Христос. Со оплакување над гробот на нашиот Спасител Господ Исус Христос, со што ќе пееме статиите, прва, втора и трета статија. Денеска сите луѓе одат на црква за да се помолат за нивно здраве и спасение, а воедно и да поминат под гробот на нашиот Спасител Господ Исус Христос со вера дека навистина Бог нели ќе ни подари мир, здраве и спасение. Тој денеска лежи мирен во гроб. За православните верници овој ден предвидува строг пост и има посебно значење. Денешниот ден е како строг пост, меѓутоа и ден кој треба секој да го памти и почитува. Мислам дека Господ е најголем и е семоќен, може се. Јас можам на сите тоа да им го апелирам и да им кажам дека денешниот ден стварно вреди да се памте и почитува. Јас сум за пример една од сите и на сите кажувам, на секој петок, мислам секогаш на овај ден сум тука. Најтежок ден и најпочитуван. Апелирам на сите да ја почитуват црквата. Господ е најголем и семоќен и многу помага. Во сите цркви на централно место се поставени маси покриени со плаштеници на кои е представен Исус во гробот под кој верниците поминуваат. Поминувањето под плаштеницата всушност го символизира нашето соединување со Бога и неговите маки, но и премин од мрак кон светлина, односно од смрт кон воскресение. Со денешниот ден почнува тридневната жалост по распнатиот Исус, но и подготовките за неговото воскреснување. На Велики петок во текот на денот се оди во црква и се носи едно јајце и здравец, кои се оставаат на масата пред распетието. Така било од секогаш, така се прави и денес.